Градот Скопје со општините во градот Скопје активно се вклучува во акцијата Денот на дрвото во сите изминати години и оваа година. Значи заедно со општините во градот Скопје, администрацијата на општините, вработените кои што се сезонски во општините, јавните предпријатија во градот Скопје, културните институции, администрацијата на градот Скопје, јавното сообраќајно предпријатие. Градот Скопје на неколку локации, значи заедно со општините е учествува во Денот на дрвото. Тоа е во Соње, во Крушопек, мислам дека денеска не можеше да се отиде таму, во Мрчевци, значи во околината на Скопје, а дополнително ние како град заедно со општините учествуваме за садување на дрва како ова што е сега во рамките на градот Скопје, заради тоа што сепак не е само да пошумиме по планините и ридовите, туку треба исто така да обрнеме внимание и да дадеме акцент на овој дел во градот Скопје, така да денеска посадивме повеќе од 80 квалитетни дрвја кои што се набавени од Холандија и кои што сметам дека ќе бидат дрвја кои што навистина граѓаните на општина Ародан, па и на градот Скопје ќе имаат корист и бенефит од нив. Садите и на водно. Да. Имаше критики нели од и водно се уништуваат дрвата и заради патот за Соње. Значи, верувате дека ние како град Скопје со оглед на тоа што водно е по парк шума кој што е заштитено подрачје и во рамките на градот Скопје, јавното предпријатие го одржува, значи ја одржува парк шумата водно и градот Скопје секоја година интензивно пошумува многу повеќе неголи што ова што велите вие за патот кој што треба да биде направен и кој што е проектиран да биде направен, меѓутоа сметам дека ние многу повеќе ќе садиме и ќе биде многу подобро него што е сега. Кој е одзивот на граѓаните? Дали се заинтересирани да се вклучат во тоа? Па јас мислам дека се вклучени заради тоа што по моите информации автобусите се полни кои што тргнаа кон местата кои што се предвидени за садување на дрвја, така да акцијата е широко прифатена од граѓаните на градот Скопје.